За влакно избегната страшна трагедија, скопските пожарникари успеа брзо да го локализираат и изгаснат големиот пожар во фабриката Охис, една од најопасните за градот Скопје. Опасноста која демнееше поради отровните хемикали кои ги има или ги имала во минатото. Таму се уште ако закопан е опасниот Линдан, чија депонија беше зафатена од пожарот. Градоначалникот на кисела вода Филип Темелковски вели дека во моментов не знае дали испарувањето од таа локација може да предизвика опасно загадување кое може да ги загрози скопјани. Тоа ќе треба да се види по теренската работа на надлежните од Министерството за животна средина. Линданот пред се е закопан под земја, дополнително веднаш изгасен пожарот на тој дел од фабриката Охис. Во текот на денешниот или утрешниот ден екипа од Министерството за животна средина ќе излезе да ја евалуира целата ситуација. Пожарот избухна во фабричкиот двор, но набрзо ја зафати управната зграда. На теренито излезе екипата на противпожарната бригада од Скопје, која го локализираше огнот. Оно што го видовме ние внатре во самиот круг, имаме палење односно горење на 3 независни места, така да не би можел да кажам од што е и како. Треба да информации малата депонија со Линдан дали предизвика некакви штети, дали од горењето не би знаеле, Боре подетално да се утврди, да се догаси, да се рачисти теренот, па после тоа ќе се види какво оштетување на лице место. Покрај пожарникарите на терен, прети во дворот на Охис, беа присутни екипи на полицијата и брзата помош. Пожар избувна и во дворот на фабриката Охис. Беше зафатена и малата депонија со Линдан, како што кажа градоначалникот на кисела вода Филип Темелковски. Дали има опасност по здравјето на граѓаните, тек ќе се знае. Во серијата пожари кои го зафатија Скопје, еден од поголемите беше во близина на Сарај, кај селото Раотич, каде беше и екипата на Алфа телевизија. Огнените јазици беа на недостапен терен, а со пожарот се справуваат неколку возила од противпожарната бригада Скопје.